Во вторникот во Скопје се случуваше нешто на вистина прекрасно. Витекнувана зградата убиец во центарот на градот. 10-катница која започна да се гради во далечната 1989-та за вонија да се смести Југобанка. Се изгради само карабината, а банката пропадна. Сега, 20 години подосна, владата реши да ја направи фасадата, да ја среди внатрешноста и вонија да го смести Министерството за финансии. Браво! Навистина, браво! Ајде да видиме како изгледаше тоа. Еве ја зградата како изгледа сега. Еве тука премиерот доаѓа. Здраво, здраво. Па еве сега тука став мирно. Свири химната. Па ги имаме говорите. Најпрвин Ставрески. Случка е поврзана со Министерството за финансии. Додека говори тој, проверка на должината на брадата. Разбира, сакав да го видам тимот со кој ќе работам. Бе фрапиран од фактот дека Министерството беше сместено во канцеларии на 8 Па да видиме што има ново на Facebook. Потоа качување на бина и раскажување на Висо што го прочитал на статус на Facebook. И уште еден поглед на зградата. Имаме тука темел и лопати за новата зграда. Тоест, чекај малку, какви лопати, какви темели? Па зградата е одамна изградена. Зарем темел за фасада? Веројатно е некаква грешка. Или можеби и не. Еве го тука архиепископот. Па камењата. Што е следно? Лопати? Да бе, да. Еве архиепископот му ја подава лопатата на премиерот. Тоест, вака требаше да звучи. Архиепископот му ја подава лопатата на премиерот. И да, на вистина фрлаат лопати на изградена зграда, бе. Неверојатно, неверојатно. Толку многу се заљубија во лопатите што слушам дека секаде каде што оделе носеле со себе и лопата. Така, премиерот Груевски имал навика дури да се тушира со лопата. Да, го истерал целиот шампон во леген, па ја земал лопатата и стал врз себе. Добро ве лажам, ама лопати темел за фасада. Што ме така, драг премиере, драги министри, драг архиепископу, имаме едно фичо. Старо е 20 години, ама турка некако, па планирав да го префарвам, да му ставам нови навлаки на седиштата и нови бандаши, 3-4 успуха, па ако имате време да поминевте, да фрлевте по некаа лопата. Има контейнер еден во близина, ќе можете тамо да ги фрлите.